Кривичниот суд денеска на својата интернет страница го објави решението со кое му се определува 30-дневен притвор на Сеат Кочан, собственикот на телевизија Нова. Како што е напишано во образложението, Советот ги ценел наводите изнесени во жалбата на СЈО и нашол дека судијата на претходна постапка погрешно оценил дека не постои опасност осомничениот да се крие и други околности што укажуваат на опасност од бегство и дека не постои основан страв дека ќе ги сокрие, фалсификува или уништи трагите на кривичното дело. Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество Фани Карамфилова-Пановска и Боја Маречич од Евротинг денеска информираа дека последните 3 дена имаат засилено присуство на финансиска полиција во нивните организации, која што барала документи за прилив и плаќања поврзани со програмите на УСАИД. Финансиските инспектори во Евротинг дошле веднаш по гостувањето на Маречич во ТВ Телма на 6 март, а налогот за инспекција бил од 7 март. Во предградија на Истанбул утрово се урна хеликоптер во кој имало 7 патници, при што 5 мина загинале, од кои 4 се руски државјани, соопшти телевизијата НТВ. Спутник објави дека 4 се руски бизнисмени, а 5 е турчин, директор на компанијата Витра Русија. Во хеликоптерот имало и 2 пилоти.